Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Самовистина. Наш вечерашен гостин е доктор епидемиолог господинот Вело Марковски. Добро вечер. По трет пат чинам во ова студио и во Самовистина, но ситуацијата еве и случувањата на теренот со COVID-19 ја налагаат потребата да викнеме и здравствени професионалци со цел да ја објасниме ситуацијата. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Да, иако е по трет пат, јас и вие ќе посведочите дека не сум настојчив и не барам по секоја цена, нели, напротив. Емисијава ја одлагаме неколку пати. Инаку само да ви исправам, голема разлика има, јас сум инфектолог. Инфектолог, се извинувам се. Меѓу инфектолог и епидемиолог има голема разлика, така да има, инфектолог сум. Моја грешка. Доктор Марковски, еве денеска прв пат имаме последна недела двоцифрен број на новозаразени, 87 изнесува бројот од нешто малку над 900 тестови. Како го коментирате овој број, иако вие излеговте, нели, имавте интервју овој период, па рековте дека за вас ова нагло покачување што го имавме изминатата седмица на бројки на новозаразени било очекувано поради разлабувањето на мерките? Вака сега, значи концепцијски мораше да најдеме модел кој ќе го избереме и по него ќе одиме. Олабувањето на мерките секако значеше дека ќе има нешто зголемување на бројот на позитивни, иако нели пред да се олабават мерките и кои беа предлого чувани, се излезе со информација дека се контролираат 90% од кластерите, што беше малку чудно, бидејќи според светски сознанија е сосема спротивно. 90% најчесто или од 50 до 90% не се знае изворот на зараза. Сега тука да се анализира зошто има повеќе причини зошто имаме сега зголемен број на позитивни. Една од причините е секако појавата на тие во нови случаи во Штип, во еден затворени колективи кои долго се жалеа дека се возат во автобуси, дека се пренатрупани и од таму се направи тој зголемен број. Меѓутоа, ние направивме и промена во стратегијата. Претходно некако се договоривме, нели, и моје мислење беше дека треба да се тестираат само позитивните, бидејќи евидентно е од науката дека е голем бројот на асимптоматски и нема потреба да се тестираат сите, поготово што оваа PCR технологија не е добра за скрининг и не значи ништо ако денеска сте негативен дека утре нема да бидете позитивен или задутре и така натаму. И сега ние одеднаш излеговме од една стратегија кога тестиравме само позитивни, одеднаш отидовме у скрининг над пред тоа, ако да речеме околу 300 средно се правеа тестирања, отидовме 4 пати повеќе. Отидовме на 1200 и веројатно тоа се должеше и на зголемениот број на позитивни. Меѓутоа тоа што фали во сите овие податоци, ми се чини дека прв пат на вчерашната пресконференција на владата колегата Караджовски, прв пат во овие 3 месеци изнесе многу повеќе податоци, значи и се уште недостасуваат податоци во однос на болни со критични. Ние цело време ги водиме сите позитивни како болни. Тоа ни прави забуна, не можеме да извлечеме релевантни податоци. Еве што ќе значи тоа ако нели средно болни или помалку болни или што велите вие критични болни ќе се анализираат, мислам ќе се поджедат во посебни графи. Значи, ако сега имаме, не знам, 200-300 позитивни, сме тестирале повеќе. Меѓутоа, ако вкупниот број од тие 200-300 ни е пак негде 20-30 заболени, значи ние немаме некој голем скок. Ние сами си направивме паника. Понатаму ако немаме потешко заболени, доктор Марковски, така од тие 200-300, ако нема потешко заболени? Не. 20 до 30%, како значи, од тие 200, дури еве и на вчерашната пресконференција и на табели се покажа дека некаде 75 до 80% се асимптоматски случаи. Значи, они се позитивни, ама немаат симптоми. Дали е сега добро да ние имаме позитивни луѓе кои немаат симптоми? За мене е многу добро. Значи, да имаме што повеќе, да имаат мал процент да имаат симптоми, а мал процент да бидат, мал процент да бидат во 3% на критични. Вирулентноста на вирусот така ја гледаме. Евидентно е дека од сите табели сега што во светот се гледаат, во најголемиот број на државите, нели има криви кои идат и сега се спуштаат, односот на болни, нели тој однос што нас не фали, со критични е веќе 1%.
На почетокот на пандемијата беше 5%. Од 100 нели болни 5 ќе бидат критични, треба да се лекуваат интензивна нега и така натаму. Сега тој процент е паднат на 1%, пардон, некаде мислам дека Франција беше 2%, останатите сите Шведска, Италија, Англија и така натаму се на 1% критични, што да речеме од 100 болни, еден е критичен, е здравствениот систем без проблем може да го поднесе. Меѓутоа, изненадува сега високиот процент во Иран. Они многу долго имаат оваа состојба и они имаат негде 9% критични, што значи сите овие модели од различни држави генерално ние можеме да ги гледаме, меѓутоа што внатре се случува, зошто се тие проценти ќе покаже времето. Еве, што мислите, овие бројки што ги имаме, еве до вчера рековте прв пат се изнесоа бројки во таков широк обем. Еве, што ви даваат вас за право, доктор Марковски, да утврдите дали сме поблиску до излез од COVID-19 или сме поблиску до она негативна фаза што никој не ја посакува нормално со завршување на темпото на инфицирани? Да. Значи, јас се обидов, мислам, во некој од порталиве во локално беше да направам модел. Ја до сега не сум видел модел, иако веројатно ќе има грешки, меѓутоа од негде да тргнеме кој е тој процент на колективен имунитет. Многу пати неоправдано ме посочуваат дека јас сум за таков еден модел на колективен имунитет. Ние мора да бидеме свесни. Ние сме сега, оваа корона пандемија всушност е корона војна. Ние сме војна војна и во таа војна ние сме исплашени. Колку повеќе сме исплашени, колку повеќе панично реагираме, ние ќе носиме полоши решенија и потешко ќе излегуваме. Сметате дека Здравствената комисија е исплашена и делува во паника или не. Зборувам генерално како општество, за комисијата можеме покасно да се осврнеме. Значи, ние имаме три можности. Вакцината е нереална. За следниве 2 години уште не знаеме и причините од каков е, не е ни како што се вика до крај, или убаво секогаш изолирани тие кохови постулати не се исполнети и така натаму. Значи, вакцината е тотално нереална, таа опција отпаѓа. Значи, имаме сега две други реални можности. Таа едната реална можност е да вирусот до многу се ја намали вирулентноста, како што сега се случува, и тоа не е до крај. И тоа е многу реална опција. Или со летото, со поминато време и така натаму. Меѓутоа, таа е едната опција. И втората опција ние да одиме кон колективен имунитет. Бегањето од вистината дека ние имаме коронавирус. Значи, баш напротив, ако сакаме да спречиме инфекција, ние всушност не ја признаваме таа инфекција. Ние викаме, ние ќе затвориме, ние ќе донесеме одлични мерки, ќе се затвориме, карантин, превентивни мерки, ние немаме да имаме инфекција. Меѓутоа, тоа се работи за респираторна инфекција, каде што е веќе релевантно е дека 80 на 70-80% се асимптоматски. Неможно е да се спречи инфекцијата. И затоа останува реално некој контролиран модел на стекнување на колективен имунитет. И сега ме прашавте каде оди. Мене овие бројки, последниве што ги слушнав и од колегата Караджовски и од следењето на кривите на останативе држави, мислам дека полека вирулентноста му паѓа. Понатаму, ако ние сите досегашни серолошки тестови заедно и со тестирањата со PCR методата покажуваат дека ние имаме некаде со PCR од средно од 8 до 15% меѓу населението, што тоа се големи серии. Илјадници, веројатно тој реален е број што ги имаме ние во населението. И затоа е нереално да очекуваме дека ние ќе ја спречиме, бидејќи ние не се ова што се водат околу 3000, нели, тоа се не е реалниот број. Сметате дека е многу поголем, така? Многу е поголем, мислам дека 10% од 2 милиона се веќе 200.000 позитивни, и во прилог на ова одат сега неколку тврдења. Значи, светска здравствена за мене не е објаснимо зошто не се оди со серолошки тестирања. Тие се многу релевантни. Ние имаше претпоставки дека можеби овој вирус или вирус сличен на овој сме го имале пред нова година, меѓутоа тие антитела не штитат. И сега необјаснимо зошто светска здравствена не ги форсира тие серолошки тестови кои се поевтини, кои се померодавни. Имате некој објаснување зошто не ги форсира тие тестови? Јас не можам да сватам. Значи нема никакво оправдување. Еве сега да речеме само да не
ми отиде мислата, во Исланд направиле тестирања кај децата, нели? И сега што имаме? Овие респираторни инфекции, грипот и корона и така натаму, главни преносители се децата. Се имаме еден парадокс каде што децата не ни се разболуваат. И во Исланд, наспроти препораките на СЗО, ни направиле масовни тестирања и виделе дека децата имаат антитела заштитни, затоа не се разболуваат. Значи сега, овие серолошки тестови, до ваков податок ние, многу ми е жал што ја пропуштивме можноста да речеме, еве во Штип со конфекциите имаме една многу добра затворена епидемиолошка група каде што требаше да направиме серолошки тестови. Зголемувањето на бројот на тестирања, мислам дека погрешно се толкува, дека имаме зголемен број на позитивни затоа што зголемивме број на тестирања. Во апсолутниот број да, меѓутоа ние процентуално имаме некаде веќе 15-16% позитивни од овие тестирања, што значи дека ние сега можеби сме во некој врв на оваа епидемија кај нас, нели пандемија во светски рамки, и ако сега 15% ни се позитивни, нели асимптоматски така натаму, и од претходно ако 70% ние сме веќе до 25% веројатно кај нас се веќе имале контакт со вирусот. По моите предвидувања, веројатно и поголемиот дел од епидемиолозите ќе се сложат од претходните искуства дека 30 до 40% се неопходни за да имаме заштита во нели тој колективен имунитет. Тој не зависи од мојата волја. Тој е отприлика тој процент каде што респираторните причинители повеќе не можат да најдат подлога. Така да мислам дека сме некаде во нагорна линија на оваа пандемија. Зошто ни се случува и дека многу брзо ние ќе постигнеме таков еден имунитет и дека некаде мислам дека после 20-25 јуни ќе имаме драстично намалување и ќе имаме само опашка на движење на овие новонастанати. Са тоа се предвидувања предвидени од познавањето на досегашните болести и така натаму. Секако оставаме простор дека може да имаме изненадувања. Како што имаме изненадувања, да речеме, во Иран го спомнав, во Шведска, каде што сега зошто они не постигнуваат, а се отворени, не постигнуваат колективен имунитет. Еве тоа за Шведска имаше една анализа предвадена излезе и главниот нивни епидемиолог господинот Тенгел вели дека направиле грешка, ја платиле во многу заразени и многу смртни случаи, но вели дека можеби вистината е тука на средина, нити треба да биде како Шведска тотално отворено, да учат, нели, да функционираат градинки, школи, се да функционира, нити пак треба ригорозни мерки како што превземаа некои земји во светот, па дури и ние во еден период бевме оценети како земја со по-ригорозни мерки, туку дека вистината е некаде на средина, односно вистината или како да кажам, алатките што ќе се превземат нели на терен за тоа како да се организира движењето на граѓаните и функционирањето, дека треба да бидат некаде на средина. Значи, мислам дека ако ги правевме тие серолошки тестирања и во Шведска и кај нас и секаде, ние веќе ќе имавме многу појасна представа. Можеби причината зошто во некои држави многу брзо, за месец сме се сипол, таа нивна крива се смири, лежи во тоа што можеби они претходно, што преска го кажав, пред малку го кажав, дека можеби во претходните месеци имале они контакт. Нели таа се спомнува, многу пати спомнуваме дека секоја сезона алфа коронавирусите од 5 до 35% зафаќаат едно население. И сега ако во една држава претходно имало 35% од населението, нели контакт со имаат вкрстени антитела, и сега овој COVID-19 не им прави голема штета. Можеби Шведска немала никакви, значи серолошките и тој модел и веројатно е во право, тој е многу познат епидемиолог светски во Шведска и сепак и покрај тоа што застана и владата и народот таму, гледате, они не се обвинуваат меѓу себе и покрај таков модел. Имаше доверба, меѓутоа сега довербата опаднала во владата во Шведска. Тоа го покажува во истражување. Да, веројатно, меѓутоа... Но сепак граѓаните слушаат, мислам, ги слушаат и ги следат мерките и препораките. Ги слушаат, ги следат и сега овие доверби што ги спомнавте, сега само ја комплицираат ова состојба, било каде па и кај нас, нели, кога сакаме преку
една ваква нова болест да градиме некакви рейтинзи и така натаму и така. Еве, сметате ли, доктор Марковски, дека премногу исполитизирано се тоа, дека премногу политиката влезе во здравството, посебно во овој дел со коронавирусот во земјава? Вака сега, значи не е едноставно, мислам дека премногу да, откако моментот кога се политичкиот момент, нели, кога се рече дека треба да се оди на избори и навистина веќе било која изјава од едните и од другите се гледа од аспект дали им одговара или не им одговара и се многу малку се трудиме да кажеме тоа дали е тоа реално, дали е добар став, дали е научен став. Туку го гледаме дали ни одговара или не ни одговара. Тој аспект, да, во тој првиот дел кога не беше овој, дури наша предност беше таа влада од двете најголеми, нели, партии или трите заедно со ДУИ, каде што меѓу себе се помага. Оној момент кога се почна оваа кампања за избори, се почна жестоко меѓусебно да се напаѓаат и тој аспект е исполитизирано. Меѓутоа, реално гледано, дали таквата состојба им помага на здравствените власти, на тие што се директно, нели, на првата линија на фронтот за справување со ова зло, зборам на оние лекари кои што се по инфективните оддели во нашите здравствени установи? Сигурно дека не им помага, меѓутоа многу не е црно-бела работата. Значи долг период нашите граѓани, нашето население, медицинските работници, па и политичките партии беа дисциплинирани и ги слушаа препораките на Комисијата за заштита од заразни заболувања. Меѓутоа, и од таму мора да признат дека правеа грешки. Правеа грешки или лоши проценки, така да се менуваа моделите, се одеше до 9 сатот, нели, полициски час, па не до 9, па до 4, па тогаш имавме најголем проблем кога за 1 сат. Имаше до 19 часот, така. Па до 19, па и сега како и се полека се изгуби довербата кај граѓаните. Покрај тоа имавме некои несреќни, нели, изјави дека народот е крив, народот не е информиран и така натаму, и тоа веќе создаде дополнително една состојба на недоверба. Мислам дека пак ќе го спомнам, вчерашната пресконференција беше многу важна со многу податоци и од научен аспект, меѓутоа и од аспект на сето ова што го зборуваме и на политичко решение. Сакале, некеле, нели, мора да имаме политичко решение. Јас уште на некоја рано емисија, мислам дека на Алфа, кажав дека ние имаме системски проблем со таа Комисија за заштита од заразни заболувања. Меѓутоа, несфатливо е како толку аналитичари... Да, еве сега ќе го објаснам. Да, значи несфатливо е како од многу аналитичари, новинари, никој не го изанализира тој проблем. На вчерашната конференција колегата Караджовски дури 2 пати го потенцира. Значи се работи за комисија која е советодавна на министерот за здравство. Таа комисија се прави на почеток на мандатот и има 20 на луѓе. И од различни области, бидејќи не знаеме ние каква болест имаме во мандатот. Меѓутоа, таа комисија остана таква како што е и во една ваква вонредна состојба. И што ни се случува? Сега први имаме комисија која е многу голема. Значи, за да донесеш одлука со 20 луѓе, 20 луѓе имало. Да, секој, нели, треба зборење, гласање и така натаму. Ако го има наука, впрочем, не треба да има гласање, нели? Можеби тој што знае во најисправен. Понатаму, каде е аномалијата? Било која одлука на комисијата е советодавна за министерот. Значи, он може да прифати таа одлука или да побара мислење од друг стручњак или да не ја прифати. И тоа го потенцираа вчера. И понатаму сега таа одлука оди на кризен штаб и се донесува. Ние 2003 мислам дека беше една ситуација кога се појави Коксаки во Грција и таа грчка комисија донесе одлука дека е ризична Грција сами за себе и они неколку месеци, мислам дека мај-јуни, изгубија милиони, можеби милиарди со таква една одлука на комисијата. Што сакам да кажам? Значи, одлуките на таа комисија треба да бидат закон. Нели, таа комисија треба да биде од малку луѓе, стручни луѓе, меѓутоа тие нивните одлуки во најголем дел
мора да се почитуваат. Значи таа е науката. И сега ние имаме една ситуација кога комисијата некаква одлука донела, па на влада не им се донела. Потоа несватливо ова беше затварањето. Ние моравме да издржиме на овој модел на отварање барем 2 недели за да извлечеме релевантни научни сознанија. Ние веднаш после една недела повторно направивме строго затварање за духови, значи каде што сега имаме една Сето тоа вас ви говори дека има отсуство на концепт. Така го кажавте. Немаме концепт и сега целата оваа политичка состојба. Податоците дека 20% од населението нас не е информирано е исто многу алармантно, многу за анализирање. Зошто ни се случува така? Ние имаме Министерство за информатика или информатичко општество. Кои се тие 20% што не ни се информирани, нели? Така, има дел од веганите што се однесуваат како ништо да нема, никаков вирус значи, да нема. Мора ние да извадиме зошто не се неинформирани. Дали се работи за етнички групи, дали се работи за луѓе што не користат интернет, не гледаат телевизија. Ако тој процент е 20%, значи ние моравме, комисијата мораше да го знае тоа, да има релевантни податоци и да донесе соодветни мерки, односно како нив да ги едуцира тие 20% и како да ги информира. Од друга страна, многу Сметате ли дека е ова голема бројка како опасност, зборувам, потенцијална опасност за ширење евентуално на заразата, нели? Ако не се превземаат превентивни мерки, претпоставувам, учествуваат во тој ланец на ширење на заразата. Пак ќе речем, се не знам дали е добро да се заразуваме или не е добро. Значи треба да решиме. Ако ние имаме според вас е добро, така ви од почеток ќе застапувате таа теза. Еве пак ќе објаснам, ја не викам, значи било која одлука. Не, било која одлука треба да се провери со повеќе луѓе, со тројчетворица и да се донесе одлука. Меѓутоа таа одлука треба да биде издржана. Ако ние имаме 15% сега, а од нив имаме само 20-30 болни, нели од не знам колку кој ќе ги собереш 1000 се доаѓаат од сите денови позитивни, а само 20 болни, што не ти го оптеретува ни 15% здравствениот систем. Што е тоа што не плаши? Затоа викам ова е војна. Што не плаши нас? Ние имаме во просек 2 умрени. Сега се наоѓаат еднаш некои дури спомнуваат и семејство и така натаму како ќе ти биде ако не знам нели те умре некој. Значи не зборуваме луѓе за тоа. Зборуваме дека во светот поради оваа пандемија досега се откажани 28 милиона операции. Кај нас денеска го гледав податок од 180.000 прегледи од мој термин се откажани. Па знаете ли тоа што значи? Колку луѓе со малигни заболувања 3 месеци не направија контроли, 5 скенови, се работи за метастази, се работи за денови. Кој ќе ги ставиме заедно со акутните болни со инфаркти поради оваа состојба и така натаму, бројот на жртвите, на умрените од вакви строги мерки ќе биде поголем. Значи, јас што викам? Ако ние вака неоптеретен здравствениот систем, ако ние имаме мал процент на критични, ако интензивните неги можат да го издржат, ние можеме да одиме не скроз, нели како ништо да не биде, меѓутоа со тие мерки на забранување на масивни собири, таму и најчесто еве ги имавме од масовните собири што беа нели верски или и нели и за Рамазан, така и за Великден и за Рамазан. Меѓутоа и јавен собир е групирањето во автобус на 50 души. Значи ние таму ги имавме овие со некакви такви на физичка дистанца, растојание и мерки. Ние можевме да одиме со колективен имунитет и да гледаме колку сега ние здравството може да издржи. Бидејќи сега, ако здравството може да издржи многу, а ние одеднаш сега останатите сегменти, капацитетот на полиција, колку долго ни можат да одржуваат полициски час, економски колку ќе имаме загуба, нас може да ни се случи ако вака уште 3 месеци, нели до сега е 1,5 милиарда, уште 1,5 милиарда, 3 милиарди ќе се задолжиме со редовните трошкови, ние можеби на есен ќе немаме пари за реагенси за една обична операција од слепо црево. Мора и тоа да го анализираме, и капацитетите да ги анализираме економски и верските празници големи што ни беа. Сите сегменти мора да се анализираат кога ќе се донесе една ваква одлука. Доктор Марковски, еве рековме дека имало 41 кластер, така вчера нели излегоа, и дека е добро тоа никој не го
оспорува тој факт дека е добро кога се знаат кластерите, дека 90% потекнуваат од нив. 65% рековте дека се не вие, туку има како податок дека се асимптоматски случаи. Денеска Светската здравствена организација излезе со два спротивставени ставови дека асимптоматските случаи не се опасни и не учествуваат во тој ланец на ширење на вирусот. Меѓутоа еве сега непосредно пред да почне емисијата го прочитав тој податок дека се коригира во таа своја првична информација и вели дека асимптоматските случаи тоа како можат да бидат дел од тој ланец. Како да се заштитиме од тие асимптоматски случаи, иако велиме дека се добар репер, дека нешто со епидемијата, односно со пандемијата и со заразата овде се смирува, така, дека вирулентноста опаѓа и Ова само покажува дека има многу политика во Светска здравствена организација. Јас ова нова нели соопштение го немам видено, го видов денеска соопштението кое беше дадено. Сега гледајте, од првиот човек за корона пандемија, од таа докторка Марија Ван, не знам како е презимето, она го даде на пресконференција, не е лажна вест. И јас се сложувам со тоа бидејќи нели за да некој зарази, така заразноста беше ниска. Луѓето се најзаразни отприлика еден ден пред почетокот на и тоа мора да се анализира. Он нема тегоби и тие што ќе имат, он е веќе многу заразен и првите 2 дена после почетокот на болеста. Човек што не се разболел, значи нема големо размножување на вируси, нема голема смрт на клетки, нели, на респираторниот епител, што со самото тоа значи он прикивање, зборување и така ќе сврла помали количини на вирус. Така да сега ваква промена ако има, не ми е јасно. Значи логиката е дека овие што се асимптоматски сигурно многу помалку ќе го пренесуваат од тие кои го пренесуваат симптоматски, каде што беше средно околу нели различни податоци, ама еве да речеме еден од 100 контакти два заразува. Тоа е многу низок на индекс на контагиозност. Не треба значи да не плашат тие асимптоматски случаи, мислам сите граѓани во општеството. Значи ние уште веднаш мора да почнеме да прекинеме со овие тестирања, или ако веќе одиме со вакво за да извлечеме наука, барем 10 дена треба да одиме исто број 1000 луѓе ќе тестираме со PCR да видиме кај оди, нели, дали имаме помалци или меѓутоа веднаш треба паралелно и да се прават нови студии епидемиолошки со серолошки тестови да видиме колку од населението ни е покриено. Без тој податок ние не можеме да извадиме релевантни податоци. Ако ние имаме висок процент од 20-25%, како што еве јас претпоставувам веќе ако се овие податоци, значи ние неколку пати го спомнувам, ако имаме ниска вирулентност од било кој причинител, порано го спомнувам како варичелата, кој имавме. Значи, децата се носеа да се заразат од вирус кој не е многу вирулентен за да добие лесна варичела. Ако сега ние имаме ваков нисок процент, и ако тој остане тој тренд, ние не знаеме, можеби ќе има промена, јас не гледам лошо да луѓето се, нели, не сакајки, нели, они станале позитивни, ние држиме, меѓутоа ние не држиме 24 сата. Ние се случува на пазар и сега луѓето денеска работи на пазар, поминуваат 5000 луѓе, работи 2 месеци, сега ти треба да го убедиш вечер дека он со комшијата ќе се зарази, а на пазар не се заразил. Така да мислам дека пак е битно односот на притисокот на здравствениот систем. Ако нас многу ни се зголемат критични случаи, ние мора да стегнеме. Значи све ќе треба да ни зависи од бројот на критичните болни. Добро, доктор Вело Марковски, овде ќе направиме пауза за реклами, па повторно продолжуваме со емисијата. Реклами.